Аплаузи од 20-тина. Среќни пат. Загрижен Никола Јакобсен. Го штеднаш тој момент и таа инстинктивна реакција. Тајм-аут за нашата репрезентација. Имаме 13-10 на нема ударен по голот и останува мината за нашата репрезентација. Еве го штеднаш овој суспис да видиме топката, да. За момент ја видов во голот имаше ефект. Еден погодок од пенал. И сега обите за сурпризна штета. Пари се жеме пети пенал од заслугена Миркуловски Манасов сега точно неговата перцепција. Еве го штедаш тој момент и еден ролинг и потоа погодок за 20. Што велат на коментарите, посака да ја скине мрежата, но останува 20 спрема 16. И одново Сицер за Холм и после советите на Никола Јакобсен. Еве Холм не успеа. Кларсен оваа топка се одби право во неговите раце. Еве го штедаш мој прв негов обид од браната, тука двајца наши раковитари не успеа. 12-та интервенција на Митревски, па се прашува Јакобсен може ли Холм да погоди на овој натпревар. Се шегува. Холм постигна 3 погодока, еден во второто полувреме, но серија од 4 вакви Сицер ситуации, еднаш не успеа, два пати Митревски го спречуваше. Против Бландин погодува. Каква серија на нашата репрезентација. Втор погодок на Данска едноставно не знае што се случува, а не знае што сега ќе советува Никола Јакобсен, освен да ги смири своите ракометари. Bilder wie die franske Puls. Митревски отзад на нашиот гол. Нема погодок. Една прекрасна насмевка. Не треба да зборувам брз да врши за Кицел, само е изпрла оваа топка. И сега да видиме чиста е позицијата и погодува пети погодок. Многу значајно оно што Нинко најави Лазаров на нашите ракометари. Одиграйте машки, ќе се вратиме на 6. Во нашиот состав голот нема да важи. Четврти удар од 7 метри. Михел Хансен, се сеќавате, промаши пред малку. Одново е тој со топката, Митревски на нашиот гол. Крајот на надпреварот. Што се чека? Да дадат знак, видите се е врете, контрола со тактичката маса. Хансен и Митревски. Минува со оваа финта Михел Хансен. Седми погодок за него, 28 спрема 23. Погодок е за Хансен, 28 спрема 24. Преполовена нашата предност од 45-та минута, кога беше 25-та спрема 17. Заедно со Манасков, двајцата наши неефикасни, италијски постигнат 5 погодоци и се до тоа да брза, нека течат секундите, нека се ближи крајот. Во концентрацијата, во опорбеноста, Стојлов. Гол број 2 за него. 30-та спрема. Ево и 9-тиот Миркуловски. Беше Стојлов добро затворен и Миркуловски имали простор за евентуален влез. Кузмановски бара топка таму да влезе евентуално меѓу 1 и 2. Но нашата акција оди за Миркуловски. Период на налет на нашата репрезентација, кога падна концентрацијата кај данците, кога не можеа да се состават сигурен. 5 од 6 од линијата, 32 спрема 28. Не баш најконкретно проигрување. Кицел, погодува Кицел. Се топи позитивата. 90 на секунди, помалку до крајот. Ева поддршката од малобројните. Во спортниот центар Борис Трајковски. Како ќе беше да имаше сега 5-5.500 во салата. Но знаат дека целата македонска јавност е за
Сатив дека ја имаат максималната подршка. Лазаров, четврти погодок. 33 спрема 29, за да ги откажеме комплетно данците. Може само да го ублажат поразот светските шампиони и ништо друго. Никола Јаковсен бара тайм-аут. Да игра улога потука, евентуално да се постигне 30-тиот погодок за на тој начин да се заврши овој Месах Ларсен за Микел Хансен. Гицел. Ево Гицел нема тргнување на шут. Гицел убаво. Тука има многу простор за Халд Јенсен, меѓутоа Митревски 13-та интервенција. Може би некој ќе рече тоа е несреќен број, но еве овој број носи среќа на македонската Митревски како и сите други, а публиката одбројува во салата. 5 секунди до крајот и ќе подадат рака данците. Голема победа на најдоброто од Македонија, на нашата машка ракометна репрезентација. Во спортскиот центар Борис Трајковски во рамките на третото коло за седмата група Македонија го солода актуелниот светски шампион Данска со 33 спрема 29. Фантастичен надпревар одигра Македонија под водство на новиот селектор Кирил Лазаров, кој беше и на теренот, беше и меѓу најефикасните. Фантастично враќање имаше Филип Миркуловски во нашиот состав. Внесла стабилност, самодоверба во играта на помладите, така што нашата селекција од самиот почеток имаше контрола и врз играта и врз резултатот. Во 20 минути игра имавме 11 спрема 8 на полувреме за се случува, па нашата селекција замина на највисоки 25 спрема 17 или позитива од 8 гола разлика. Се вратија данците, успеа да намалат, но ниту еднаш да ја доведат под знака прашалника. Големата победа Маровски постигнаа по 5 погодоци, дека Миркуловски блескаше со 3 гола, но и со неговата препознатлива игра со многу изнудени удари од 7 метри. Лазаров напиша 4 погодоци, Пешевски и Миркуловски веќе споменав по 3.